кадар и сите заинтересирани лица кои сакаат да ги прошират своите знања и вештини за темите поврзани со правата на децата. Во е-библиотеката ќе најдете повеќе од 20 ресурси организирани во 3 главни тематски области: промоција на детските права и учество на децата, методологии за истражување и консултации со деца и развој на локални стратегии за детски права. Дополнително се спроведи работилница со представници од општините за користење на доставните ресурси и давање насоки всушност како се спроведуваат истражувања со деца. Е-библиотеката секако дека е бесплатна и е достапна на 3 јазици, на македонски, англиски и на албански. Во периодот од ноември 2023 до јануари 2024 година се одржаа низа обуки наменети за зајакнување на капацитетите на представниците од локалните самоуправи за креирање градови посветени на децата, односно дискутирајќи за детските права и за детското учество. Дополнително се разработија и нови алатки и механизми за поттикнување на правата на децата и младите преку нивно вклучување во локалното планирање. Како што видовте претходно, во рамки на проектот беа снимени интервјуа со представници на општините, како и подкасти со деца од 5 општини. Видеата верувам дека зборуваат сами за себе, особено подкастите во кои верувам дека ќе уживате, колку што живеевме и ние додека ги снимавме. Децата видовте дека се втурна во улога на модератори и говорници и преку еден многу модерен формат на мултимедија успеа да ја пренесат најпрво позитивната енергија, а потоа и своето познавање за локалните потреби. Проектот разви собствена веб страница на која се објавува и ќе продолжи да се објавува содржина наменета за подигнување на капацитетите и свеста за тоа како треба детските права да бидат разгледувани на локално ниво. Соодветно, проектниот тим произведе голем број на публикации кои што се објавени на веб страната на проектот, публикации од типот на методолошки насоки, анализи и слично. Во поглед на стратешките и акцијските планови кои ги споменав веќе, станува збор за јасно прецизни документи, адаптирани на различните состојби и контексти во 5 општини. Голема радост е што сите документи беа усвоени од страна на локалните панели, а особено сме среќни што општина Виница го скрши мразот и на 27 мај усвоја стратегијата од страна на општинскиот совет. Во другите општини исто така овој процес е во тек и се надеваме на изгласување на документите во нивните соодветни совети што поскоро. Стратегиите се всушност одговор на прашањето како да се почитува мислењето на децата и да се интегрираат нивните потреби во локалното планирање. Процесот на усвојување на документите немаше да биде толку експедитивен и поедноставен, да не беа 5 состаноци на управувачкиот одбор на проектот, односно двете партнерски организации заедно со представниците на општините. Тие служат како одличен форум за размена на идеи, анализирање на досегашните резултати и планирање активности кои ги го зајакнат учеството на децата во носењето одлуки и ќе придонесат во создавање на општини наменети за децата. За крај, можеби и дијамантот во круната, дигиталната платформа за следење на имплементација на стратешките и акцијските планови. Ова представува дигитално решение за застарениот метод на вршење евалуација или подготвување извешти за напредок на усвоени стратешки планови и акцијски планови. Платформата е еден начин преку кој од една страна самите општини ќе можат да водат евиденција и да известуваат за нивото на напредок во реализација на плановите со кои се обврзуваат, а од друга страна локалните чинители, меѓу кои секако се и децата и младите, ќе можат да го следат напредокот и да даваат конструктивни пофалби и критики према општината. Да се поправам, ова ми е омилениот слайд. Навистина сме ние горди како имплементатори на еден ваков проект, кој навистина според мене подвиг и пилот за нешто големо. Меѓутоа, уште поважно ни е да се нашите крајни целни групи задоволни. И токму поради тоа ни се овие неколку пораки од особена и голема важност. И не мотивира да не запираме и да не се откажуваме.
би сакал на сите да ви се заблагодарам за многу плодни и весели 30 месеци, или со мене 6 месеци, и се надам дека ќе продолжиме да соработуваме и во иднина. Сите овие успеси немаше да бидат возможни да не бевте сите вие во оваа просторија. Така што бидете горди како што сме и ние. И благодарам. После прегледот на постигнатите резултати, сакам само накратко да ви соопштам дека во вашите кесички имате кодови кои што можете да ги скенирате, на кои што може да го погледнете дигиталниот зид кој што беше изработен за целна оваа конференција и на кој што може да споделите различни мисли и пораки кои што ќе се читаат и ќе ги видиме на крајот и во текот на оваа конференција. Би ве повикала да го направите тоа. А сега можеме да преминеме всушност и на локална панел дискусијата, локална акција за детските права. Со особена чест ја повикувам Марција Палода, таск менеджер, представник од делегацијата на ЕУ, да отвориме заедно оваа панел дискусија. Hello, good morning everyone. I'm very happy and honored to be here today to open the panel Local Actions for Children's Rights, Why It Matters. Place to Grow, Child-Friendly Cities. As it was mentioned, it is a 30-month initiative dedicated to advancing children's rights and fostering meaningful child participation in local governance structures. As you know, the overall goal of the project is to create safer, inclusive and participatory communities where children are not only protected but also empowered as active citizens. It seeks to ensure that children's voices are heard and taken seriously in shaping the environments in which they grow and live. I would like to remind you that children have the right to express their views and have their opinions considering important decisions. The title of the panel discussion is Why Local Actions for Children's Rights Matters. Local action is of utmost importance as municipalities have a key role in ensuring real everyday implementation of children's rights. Local authorities are closest to the children's lives and can create meaningful child-centered environments. We want children to be the main actors in defining what their communities should look like. Children's voices are essential in shaping the communities they live in. Child participation is not just symbolic, it brings value, insight, and legitimacy to decision-making processes. Promoting inclusiveness and sustainability is central. I would encourage you on focusing in the development of inclusive policy and long-term mechanisms that support children's involvement and reflect on lessons from other EU-supported initiatives across the region or in similar contexts. In the future, municipality, youth, CSCOs and institutions should continue and build upon this work. And let me thank Family and Child Care Center Skopje, KMOP Skopje, in partnership with the First Child's Embassy in the world, Megyashi. So I would like only to conclude by saying that the EU continues to be committed as partner in advancing children's rights. And I hope you have a fruitful continuation of the meeting today. Thank you. Сега може да се приближат ова сцена и нашите паметници. Натак ги повикувам Кристијан. Иззива микрофонот уклучете ново. Ги повикувам Кристијан Мартинов, ученик во трета година во СОУ гимназија Кочарацин, Белес, Мати Ристов, ученик во 9-то одделение во Основното училиште Крумен Кистела Вода, Ана Арсова, матурант, во Средното училиште Ванчо Фркевилица и Едина Мифтаровска, ученичка во 2-та година во Средното училиште 28 ноември Дебар. Поведачи.
сакал да спомнам еден цитат на кој што многу често размислувам и не би можел точно да го кажам, меѓутоа отприлика е за да видиме колку далеку денес сме стасале, да не гледаме на плодот кој што израснал, туку на семето кој што сме го посадиле. Кога размислувам во таа насока, кој е подобро семе кое можеме да го посадиме, отколку децата. Сметам дека е многу важно на децата да им се даде место на кое што тие ќе можат да го искажат своето мислење. И сметам дека било која организација и било кој проект кој што на децата им дава храброст и мотивација да бидат гласни и јасно да го искажат она за кое што се борат и да можат далеку да бидат слушнати, сметам дека е за поттик. И како ученик од трета година и ученик кој што доаѓа од Велес, сметам дека многу често децата и младите луѓе, наместо да се поттикнати да ги искажат своите мислења, напротив, тие се поттиснати. И затоа ваквите проекти се многу важни. Важно е да се даде платформа на децата, бидејќи иако живееме во свет каде што се смета дека и метафорично, па и во вистинска смисла правото на глас на децата, односно на луѓето, доаѓа кога тие ќе прекинат да бидат деца, односно кога веќе влегуваат во светот на возрастните, сепак за оние нешта кои што се важни за децата не може да одлучуваат другите луѓе, туку секогаш треба да бидат прашани самите деца. Како што видовте, јас учествував во подкастот, а претходно учествував и во една од работилниците кои што беа во мојот град во Велес. И уште кога беше таа првична работилница, јас добив едно многу убаво чувство, бидејќи видов многу млади луѓе, деца и од основно и од средно образование, кои што знаеа што сакаат. Тие знаеа на кои полиња сакаат да ја видат општината да се развива и на кој пат треба да продолжи општината за да стане едно место за децата кое што ќе биде плодно и кое што ќе ги мотивира да работат уште повеќе на себе. Видов деца кои што со својата креативност знаеат да искажат многу. Исто и како што видов, истата таа мотивација за да се направи нешто повеќе ја има и во другите општини, освен кај нас. И многу сум среќен што има место на кое што децата, како што кажав претходно, можат да го искажат тоа што го мислат. Сметам дека е најважно и за децата со помала возраст и децата од основно образование, секогаш да бидат мотивирани, да бидат активни учесници во средината во која се наоѓаат и секогаш да бидат мотивирани да можат, освен самите себе си, да ги мотивираат и нивните врсници, бидејќи нема поефективно нешто од групната работа. Потребно е ние, како млади луѓе кои што веќе сме одбрали активно да учествуваме во ова, да се залагаме за тоа нашиот глас да допре и до се повеќе деца и да можеме да исполниме или да се исполни секоја една желба на било кое дете. И можеби според мене не е толку важно за конкретните решенија кои што ќе дојдат од овој проект, меѓутоа многу поважно е самата идеја и поважно е пораката која што се исправи со проектот. И пак ќе кажам, многу сум среќен што во текот на овој проект видов многу млади луѓе и многу деца кои што имаат елан и мотивација да направат нешто многу повеќе во општините во кои се живеат. Јас пред се сакам да се заблагодарам од моја име, тука да честитам мојот ученици за можноста да се учествува на ваков проект каде што може да се слушнат нашите гласови, каде што може
да се променат работи во општината на начин ниво. Бев запознат со проектот преку училиштето, преку моите наставници, мислам дека беше многу добра прилика каде што ќе може да се истакне нашето мислење, нашите барања кон стручните лица кои што се надлежни за одржувањето на општината. Можам да кажам што ми се допадна највеќе беше во тоа што многу од децата и возрастните ги делеа истите проблеми во општината, поточно недоволно место за рекреација, конкретно за нашата општина. Сакам да учествував на проектот, како што кажав, бев вклучен во училиштето, учествував во работилници на снимањето на подкастот, каде што сакам да кажам дека многу од децата и многу од учениците и од помала возраст, дури од предучилишна возраст ги делат истите проблеми кои што ги делам и јас, ги делат и постарите од мене. Како што се недоволно места за рекреација, пак се повторувам, приметив и промени за време на течењето на проектот, каде што се направија повеќе паркови, каде што имаше поголема еколошката свест беше на повисоко ниво. И сакам да кажам дека не требува да биде еднаш, проектот завршува и толку. Мислам дека треба децата да бидат постојано вклучени во донесувањето на одлуките, дали во општината, дали пошироко. Сакам да ги видам и другите општини во Македонија вклучени во овој проект, заради тоа што мислам дека е одлична прилика каде што ќе можат децата да се докажат и да си го кажат своето мислење, заради тоа што се потиснати, како што кажа Кристијан, се потиснати и се направени да размислуваат дека нивниот глас не значи се дека не наполнат 18 години. Но сакам да кажам дека многу од мислењата и многу од идеите што ги имаат можат многу позитивно да значат на општината и пошироко. Здраве и од мене. Јас сум Ана Арсова, имам 18 години, доаѓам од Виница. Најпрво да се благодарам за можноста да го споделам своето искуство, кој на приликата да бидам дел од проектот. Искрено ме радува што за проектот се информирани речиси исто толку деца колку и возрастни, што е веќе остварување на една не само детско, туку и човекова права, да бидат информирани за плановите и политиките кои се кројат за нив. Како што велам во подкастот, децата ја имаат таа потреба во себе да бидат слушнати, почнувајќи од домот од родителите. На улица од другарчињата, во училиштата, па како растат се повеќе од останатиот свет, возрастните околу нив, па и повисоките чиновници. Да бидат забележани и валидирани нивните знаења, вештини и идеи и особено да биде слушнат нивниот глас и мислење кога се разговара за нив, за нивните потреби и желби. Ова го говорам како некој чиј глас бил уважаван годините наназад, па сега како веќе млада личност имам потик и потенцијал, а и знаење и способност да продолжам да работам на прогресот во нашата заедница, токму преку повикување на гласовите на тие млади и мали умови. Покрај се друго, овој проект ја зацврсти соработката меѓу возрастните подмладоците во нивните општини, со што тие понатаму ќе бидат расположени да ги вклучуваат децата во нивните ангажмани и да бараат помош од нив. Освен тоа, да бидеме реални, не може сечеј глас секогаш да биде слушнат. Едноставно е невозможно. Затоа токму овие млади лидери ќе бидат врската меѓу возрастните и децата и за некои деца живот на можност нивниот глас да биде слушнат макар преку разговор со нивен врсник. Овие проекти ги охрабруваат и оспособуваат
кон младите да ги земат во своји раце лидерските одговорности и да продолжат да работат на промените после нас. За крај, верувам дека остварувањето на детските права значи остварување и зацврстување на сите човекови права, односно и на правата на возрастните. И исто како што кажа Мате, искрено се надевам дека од ова привилегија која имаме ние да бидеме дел од овој проект, нема да останат лишени сите останати општини, туку ќе ни се придружат. Благодарам. Здраво и од мене на сите. Јас сум Медина, доаѓам од Дебар и сакам прво да искажам голема благодарност до сите кои што ми дадоа можност да бидам дел од овој проект. Навистина, можам да кажам дека имам искуство од претходно, имам работено со младежи, но ова беше нешто ново за мене и стегнав многу знаења и може да се каже ново искуство, каде што работев со моите соученици за градење на подобра средина, која што може да се каже ја нема. На првите обуки на кои што присуствував, ние мапиравме проблеми со кои што се соочува нашата општина, во кои што значи влегува лошото осветлување, кучиња скитници, како и голем проблеми во училиште, во кои што спаѓаат булингот и дискриминацијата, поради тоа што во Дебар имаме мултикултурно население, во кој што имаме и албанци и македонци и многу често се случува проблеми и конфликти меѓу соучениците, особено во средно. И во текот на целиот процес кога се одвиваше овој проект, кога ние ги искажаме нашите проблеми кај општината, јас лично се почувствував слушната поради тоа што сето тоа што голем дел од тоа што го искажаме беше исполнето и променето. Например, почна да се воведуваат во наставни активности, во кои што спаѓаат насен, особено кај основните училишта, каде што учениците после часови од македонската и албанската смена има 45 минути час, заедно каде градат, комуницираат и се дружат. И кршат сите оние предрасуди кои што претходно се создадени. Но покрај ова не мора да се направи само кај основците, но добро е што се започне таму, поради тоа што сето она кое што пофатено од мали нозе, може многу лесно подоцна да се надогради. Покрај булингот кој што се случува значи во средните училишта, јас сум дел од училишниот парламент, бев правобранител минатата година и можам да кажам дека добро знаем што се случува, во каква состојба се учениците во нашето средно училиште, па поради тоа ние решиме да направиме истражување. Според истражувањето, ние дознаме дека голем дел од учениците се запознаени со правата кои што не следат и имаме делумно нивно почитување, во кој што се разбира имаме прекршоци на кои што работиме. Сега низ целиот овој проект навистина беше добро што стекнав знаења и искуство, се надевам дека ова тука нема да заврши, ќе продолжиме ние како млади да работиме, поради тоа што се почувствував активен дел од активните млади кои може да направат промени во нашата општина. Ние наместо да одиме надвор, да го бараме подоброто, ние може подоброто да донесеме тука, да го изградиме и да живееме во општество кое што ќе биде сигурно за сите. Благодарам. Многу им благодарам на сите говорници кои што говореа пред се со храброст, со надеж, со интелект кои што го носат длабоко во себе и ни покажаа дека сепак нешто се случува, дека сепак има надеж и дека едноставно тие не се само корисници на правата, туку се нивни бранители и визионери и колективни партнери во изградбата на колективната иднина. Уште еднаш ви благодарам, а сега би ги повикала и представниците од општините. Велица Тодоровска-Дацела, раководител на Оделение за јавни дејности општина Велес. Повикувам Весна Блажевска, социјален работник во 1994 на Народен правобранител
Весна Божевска-Петрушевска, Одделение за заштита на правата на децата и лицата со поврежденост. Иџевит Михтаровски, професор по македонски јазик во Средното општинско училиште 28 ноември, општина Девин. Сакам да започнеме ова дискусија со вас. Благодарам. Добар ден и од мене. Навистина е голема честа и она што го рече Кристина некако на крајот на овој проект како треба да имаме да го кажеме сето на сите впечатоци да ги собереме во едно. Најпрво сакам да изразам својата благодарност што општина Велес беше одбрана да биде учесник во самиот проект, затоа што како што и самиот наслов кажува, место за растење навистина беше место во кое што не само децата и сите ние растевме. Може би претходно зборувавме за правата на децата, меѓутоа тоа го правевме некако како права на децата, како правна категорија, дека треба да имаат право за живот, право да се родени и така натаму. Меѓутоа токму овој проект ни овозможи да ги гледаме дека нивните права всушност се столбот на општеството во кое што живееме, сегашноста во која што живееме и иднината во која треба да живееме и ние и децата. И токму учеството во овој проект е вистинското место каде што навистина растевме заедно со децата и пораснавме до таму што дојдовме до стратешките планови, акцијските планови, кои што заедно со децата, слушајќи ги нивните гласови, секој од општините го изработивме. Општина Велес го финализираше сето тоа, се надевам дека на седницата во јули, така некако ни е план на советот на општината, ќе можеме сето тоа веќе и да го официјализираме. Она што го слушнавме, всушност, може би се работело и претходно во општината, но она што го слушнавме е дека децата сакаат да им се обезбеди квалитетна инклузивна средина. Да не бидам скромна, во општина Велес навистина имаме подобрени услови во училиштата и кои што континуирано се подобруваат, но забележавме дека децата сакаат, можеби не се доволно информирани и треба да бидат повеќе информирани, треба да бидат повеќе вклучени. Она што тие го кажаа, ќе почнам прво во она што е нивното секојдневие, ги сакаат спортските игралишта кои што нели самите ги спомнаа, ги сакаат спортските терените, парковите, сакаат здравата животна средина, го сакаат уличното осветлување, сакаат да нема кучиња скитници. Сето тоа ни е ставено во самиот стратешки план и во акцијскиот план. Меѓутоа, уште пред да ја донесеме стратегијата периодот наназад, можеме да кажеме дека во голема мера сето тоа веќе е сработено. И по одржаните дискусии сето на со децата каде што ги слушавме, тие не беа доволно информирани, па малку повеќе работиме на она, дека кога тие ќе кажат, ние треба да ги слушнеме и да ги вклучиме во сето тоа. Навистина имавме чест и задоволство да соработуваме со прекрасни деца, со прекрасни млади, кои што верувам дека ќе пораснат во такви жители на нашата држава, кои што некои од децата кажа, можеби ќе бидат лидерите кои што ќе ги водат сите останати своји врсници, а тоа и како ни треба, се разбира и треба нашата поддршка. Исто така она што веќе го кажав, децата сакаат безбедна, сакаат здрава животна средина, сето тоа е ставено во нашиот стратешки план. Исто така во голема мера речиси на секоја од средбите слушнавме дека сакаат повеќе спортски и културни настани. Во општина Велес навистина ги има премногу, меѓутоа децата не беа доволно информирани, па малку повеќе работиме на оној маркетинг, но она за што можам да кажам дека повеќе посветивме внимание и инспирирани токму од нивното учество во овој проект, нивното појавување да ги вклучиме во самите настани кои што ги организира општината. Не зборувам за посебни настани као за децата да направиме настан, тоа секако неминовно го има, туку во оние настани како што се, не знам, рациновите средби, имавме деца учесници, тоа се манифестации кои што се на високо ниво се организираат, потоа спортските игри имавме деца волонтери кои што доброволно се вклучија
и навистина сум среќна што се зголеми нели нивното присуство тука некаде во оние не само детски, така да ги наречам, и настани за млади. Децата постојано се вклучени преку преку младинскиот центар, многу често можеме да се присутни. Исто така локалниот совет за млади сега го имаме веќе третиот, да кажам, состав. Одбрани се дел од овој состав се и овие млади, овие деца, овие млади кои што веќе се вклучени во овој проект, кои што станаа свесни што значат нивните права, и верувам дека ќе бидат многу по-проникливи, ќе ги има повеќе, и верувам дека ќе направат многу промени. И самиот локален младински совет целта е да учествува и на седниците на советот, каде што знаеме сите дека се носат оние главни круцијални одлуки, и затоа верувам дека промените и како доаѓаат после усвојувањето на овој стратешки план. При работата во општина Велес, она што верувам дека секој ќе го каже, освен општините, се вклучија основните општинските, средните, основните училишта, градинката, МВР се вклучи, советите кои што се формирани во општината, дури самите членови на советот, искрено некако многу убаво одекна ова формирање на ова место за растење, кое што нели да не биде само дека да во општина Велес е совршено, ни оддалеку не е, меѓутоа се радувам што со овие 30 месеци најдовме простор каде што сите го променивме своето мислење, не само децата. Децата имале многу што да кажат секогаш, меѓутоа ние сега малку повеќе почнавме да ги слушаме возрастните. Исто така во стратешките планови спомна некои од претходните деца говорници што многу ми значи дека можеби на подкастот беше дека треба да се работи со самите родители. Она што ни се случува во секоја општина, во секој училиште, а за кое што ние треба многу и како да говориме, врсничкото насилство, булингот и сето тоа е присутно секаде, и можеби ставено ни е во една од оние планови и точки кои што треба да ги реализираме, токму да ги опфатиме во иднина и самите родители, кои што и како придонесуваат и се можеби најважната нишка за ова цело да ја добие онаа димензија која што сите ја посакуваме. Она што уште за крај сакам да го истакнам е дека во општина Велес досега детската заштита функционираше во рамките на програмата за социјална заштита. Има поддршка обезбедено како во програмата за образование, се разбира, преку учеството на децата, преку граѓанскиот сектор, исто така се обезбедува кога финансиска поддршка за одредени активности, за одредени идеи кои што ги имаат децата. Се надевам дека во иднина ќе успееме на Советот на општина Велес да усвоиме и посебна програма за детска заштита, дека сето тоа ќе биде буџетирано со многу поголем буџет од она што бил досега, затоа што всушност ограничените буџети, како и човечките ресурси со кои што располагаат самите општини, зборувам како сега како администрација која што треба сето тоа да го сработи и да го реализира. Најчесто најголем предизвик ни се токму тие работи, финансиски, буџетот со кој што треба да се располага и се разбира човечките ресурси, затоа што конкретно во општина Велес, значи има премалку луѓе кои што работат многу области, не само детска заштита, па сме некако така кубуриме со човечки ресурси, и недоволната меѓуинституционална координација, соработка, тоа секогаш го кажуваме, значи треба можеби не знам да се стави во некоја законска рамка за да можеме да го надминеме она кое што постои, за да можеме